Во 47-та година, кога добивме апел од градскиот одбор дека овде ќе се гради текстилна фабрика, бевме повикани сите ударнички да започнеме со таа акција. Дојдовме гору тамо при првата стамбена зграда, каде што тука започнавме. Прашавме дали овде ќе биде фабриката. Инженерот тогаш ни рече дека не тука, него долу, а ова овде сега што гледаме, тоа беше една поляна, беше ораница, ниви, пшеници, воќњаци. И денеска, еве како во сон ни е да имамо овде еден модерен комбинат. Јас сум овде на работа, дојден од октомври месец 47 година и тогаш не упатија во Вараждин на квалификација. Таму завршивме и седев таму се до 3-5-50 година. 3-5-50 кога дојдов овде, беа машините пристигнати, веќе тоа припремаше за монтажа и 51 монтажа се стапи во акција да се работи, да се монтира, дојдоа монтери од Полска и така машината на 25 мај беше пуштен еден дел од нашиот погон, као прв погон во комбинатов. Тетекс за овие 25 години дошол до едно врвно место во југословенската текстилна индустрија. Тетекс е втора организација во Југославија во волнарската индустрија. Тетекс е една можда најмодерна организација во Југославија и практично речено Тетекс дојде до афирмација во последните 10-12 години. Нарочно, кога се има во предвид дека во Југославија постојат текстилни фабрики, уште преди војната, со голема традиција, па имамо и такви уште преди Првата светска војна. 51 до 75 година, за 24 години, текстилната индустрија на Југославија, волнарскиот смер, има стапка на пораз 7%. Тетекс има 12%. Предивото во овој период има стапка на пораз 7,5 поени, Тетекс има 12 поени. Тканините и џерсеот као метража, стапка на пораз југословенски 6,6%, а Тетекс има 12%. Конфекцијата 7,5 поени, Тетекс има 12 поени. Ние у миналата година имамо зголемен извоз. Иако беше договорено на ниво на Југославија, на ниво на Република, да биде за 10 поени, ние имамо за 68 поена зголемен извоз. Напротив на тоа, имамо смалување на увозот, иако беше договорено да биде за 10 поени, ние имамо над 20 поени смален увоз. Продуктивноста на трудот во миналата година на југословенски размери беше околу 3 поена во текстилната индустрија, додека во Тетекс беше 6,8 или цирка 7 поени. Личниот доход исто така во текот на 75 година е зголемен во однос на 74 година за 22 поена и е над просекот македонски и во оквирите на југословенскиот просек. Ние во Тетекс работниците за ова време постоење од 25 години одвојувавме
одвоивме средства за нови вложувања, за нови инвестиции, а тоа сигурно, кога гледаме денес, со модернизацијата, со набавка на нова опрема, тоа ни донесе нови запослувања на работници и само тоа и зголемување на животниот стандард. Со растење на комбинатот, на неговиот развој, растевме и ние, вработените во него. Така да сега и го менуваме ликот на градот, на околината, на средината. Тетово е познат град, крај со печалбарство. Денес запослени во Тетекс преку 4800 само во овој круг овде, тоа многу чини за овој наш крај. Од 51 навамо година, демек многу комбинато се проширил. Да цело време одбиваме демек ваке подобри средства демек кон нас за подобро да работи фабрикава. И ми е подобро да живееме и демек и на свите задоволство да е у фабриката. Понапре многу сме се мучеле, се пешки сме иделе, а па сега могучно ни дала фабрикава, како автобус јаве ни дала да ни идеме пешки, како еве виж мен за храна, да не носиме од дома, да ме овде се храниме. Дечка градина ни изградила, децата да ни се обезбедени. Сето тоа добро е за фабриката и за нас свите. Акцентот наш бил да ми е као тимско работање, као акцент на ангажирање на сите политички фактори во фабрика, поаѓајќи од Сојузот на комунистите, синдикалната организација, органите на управување, правилното информирање, акцент давање на проблемите кои стојат пред нас, мобилизирање на луѓето. У некои години смо се зауставуеле во потрошна, во доходци, во стопите на пораст на доходците, во интерес на модерното, во интерес на модернизацијата, во интерес на современото. Смо имали разбирање, наполно сме имали такви луѓе кои велеле дали морамо да го стегамо каишот, али кога и после гледаат дека Тетекс е стабилна организација, не касни со исплата на личен доход, не касни со стимулации, напротив ги развива сите односи меѓулудски, економски, социјални, перспективни, и кога луѓето уведоа дека во Тетекс им е местото, дека е Тетекс стабилна организација, ние затоа имаме и минимална флуктуација на стручно руководни луѓе. Јас сум скоро 15 години во Тетекс, истиот тим што сум го затекнал, некои отишле, некои пензионисани, некои отишле на други работни места по потреба, али сето тоа што сме го створиле од постојќиот кадар натре во Тетекс. Нашата политика на стипендирање била секој пат голема. Ние сме имали години кои сме имали по 250 до 300 стипендијанти. Во текстилната школа сме имали по 100-150 ученика за квалификувани работници. Нашиот однос секој пат бил правилен према новодојдените кадри. Отворена била секој пат портата за високо квалификувани работници, за висока и виша стручна спрема, а посебно за однародностите увек била отворена портата за да би ги измениле структурата, поготово према женската работна снага. Јас се викам Абдулај Зела. Работам во Тетекс 16 години. Бев во пракса во Парачин 1 година. По доваѓањето работам во Штрајган предилница. Оттаму сега работам во премотавање каде што се наоѓам. Се викам Љубе Спировски, работам веќе 7 месеци во комбинатот Тетекс, на работно место приправник. Завршив технолошки факултет во Скопје и веднаш по завршувањето се запослив во Тетекс. Бев стипендист на Тетекс 4 години и овде сум, мислам, сосема добро примен
како приправник нас ни е овозможено да се усовршуваме стручно, бидејќи знаеме на факултет повеќе се учи теоретски. Иако смо послевојна организација, перманентно ТТЕКС вршил реконструкции и модернизации. Со најсовремени опреми кои се лансирале во Европа и на светскиот пазар. Ние сме имале толкова голема смелост да купуемо најскапа опрема, најмодерна опрема, најкомплицирана опрема и сме успеале да ефектирамо многу брзо таа опрема. Ние очекуваме оваа година една огромна стопа на пораст на продуктивноста на трудото во ткарини, така да имаме технолошки вишак околу 100 ткачи, додека миналата година имамо преку 100 душе превци вишак, кој технолошки вишак, со оваа модернизација, али во историјата на ТТЕКС досега не се случило да ние отпуштамо работна снага кој се јавува како технолошки вишак. Него напротив, постои фонд на солидарност и на ниво на комбинатот, сите тој технолошки вишак се преквалификува и се прераспоредува на други работни места. Тоа е наш долг, тоа е наша обавеза према тие работници кои се раѓале со раѓањето на ТТЕКС, кои се оквалификувале и оформувале со развојот на ТТЕКС. И нашиот долг да тие луѓе добијат нови работни места, да се уклопат у далната производња, у далната борба за далјиот развој и опстанак на работниот колектив и на нивните работни места. Во нашиот комбинат ТТЕКС работаат повеќе семејства кои живеат во градов. Исто од тие семејства припаѓаме и ние, кои работиме сите. Јас работим во архивата, кој архивар, веќе од 55 година. Мажот ми работи во помошен погон кој раководител на машинска работилница од 51 година. Исто така имаме и двајца синови кои исто така се запослени. Постариот син ми е од 66 година, работи ВКВ електричар во помошен погон. А помалиот син Диме работи како техничар во трикотажата. Комбинатот за нас представува едно големо семејство кое и ние како семејство работиме во него. Јас сум запослен овде, кој што рекол, од 51 година и тука имам добиено за 20 години сат имам добиено награда, имам добиено за 10 години орден рада. Исто така детето моје е стипендирано во Лесковац, 4 години учеше за техничар, стипендирано од фабрикава и тука па е запослено и многу сме благодарни од самата работа. Се викам Грозда Становска, работничка сум во погонот премотавање, работам на фазата премотавање на клупчиња крон луке. Мојата норма е доволно висока, а бидејќи се залагам, ја нормата исполнувам за полни 4 до 5 часа. Другите сатови ги вложувам за преку норма и бидејќи и мојата плата, основна плата е негде околу 200 до 220.000 динари. Остварените резултати во изминатите 25 години представуваат мощна значајна основа и предуслов за еден поголем растеж на ТТЕКС утре. И со усвоениот среднорочен план за развојот на ТТЕКС до 80-та година, кој што е веќе усвоен од страна самоуправните органи и ни сите општествено-политички структури во комбинатот, представуваат и понатака еден добар видик на растежот на ТТЕКС, далеку со поголем тренд од оној што е остварен во изминатиот плански период 1971-75 година. Ние и со овој мощен значаен документ даваме една гаранција
дека и во наредниот период продолжуваме со натамошниот развој на самоуправниот процес и зајакнување на материјалната основа на основната организација на Здружен труд како предуслов основен за растежот на комбинатот, понатака продолжуваме со поголема динамика на инвестициона ангажираност и тоа во опрема и средства кои ќе значат далеку поголемо и повисоко финализирање на измената на структурата на производството во комбинатот, како и подобрување на стручното ниво на вработените и поголемата продуктивност на трудот и економијата на материјалите. Ваквите предуслови треба да овозможат на ТТЕКС растежот на стапката на порасот на производството од 9% колку што беше остварено во изминатиот плански период, да се продолжи и во наредниот среднорочен план. Оваа средна стапка на раст на производството ќе значи и поголеми финансиски резултати. Впрочем, остварениот вкупен приход во текот на 75-та година во 80-та година треба да биде двојно поголем, односно 2000 милиони динари, што треба во текот на 80-та година на ниво на комбинатот да се остварува. Секако, ваков еден голем тренд на финансиски резултати ќе значи и поголемо инвестициона ангажираност во заокружување на технолошкиот процес на производството заедно со напорите кои ќе се насочат во измената и избогатувањето на асортиманот на производството, високото финализирање и сталното пратење на модните движења во земјата и во светот. Ко врв на тоа, ние миналата година со големи напори и усилби успеавме да добиме согласност за увоз на процесен компјутер. Тој кошта прилично многу, но не представува ништо према инсталираната, модерна, комплицирана и високопродуктивна опрема во ТТЕКС. Затоа што процесниот компјутер се користи со изворните подрачја од самата машина. Ако работи машината, тој евидентира. Ако не работи машината, тој евидентира. Ако се скинала потката, тој евидентира. Ако се скинала основата, тој евидентира. Ако дава фелерична роба, тој евидентира. Субјективниот фактор постанува извршител на сите снимани истоветни подаци ги добија електронскиот мозок во процесниот компјутер. Процесниот компјутер ќе ги открие производните проблеми. 600 високопродуктивни машини ќе бидат поврзани у 3 центра. У поедини основни организации преку 50% од производството ќе биде командовано, евидентирано, упоредувано, сигнализирано и информирани работниците ќе бидат истоветно за постигнатите резултати. На тој начин ние ќе имамо најреални и најобјективни показатели за залагањето и за стварно вложениот труд и правилна расподелба во идниот период. Правилно наградување на работникот на работното место. Фабрика за мене представува едно големо богатство, jer не само за мене, за сите и моите колеги и другари овде, и кои живееме овде. Jer ваков комбинат со вакво богатство не сме можели никогаш да го добиеме. Ова ни е исто како фабрикава комбинатов наш е исто како еден наш дом, дома да сме.